Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за ентропија. Значи пред да го објасниме вториот, третиот принцип на термодинамика, мораме претходно да објасниме што е ентропија и што е температура. Сега, првично ќе започнеме со температура. Да речеме дека имаме некој си систем, имаме некоја си супстанца. Така имаме некоја си супстанца и таа супстанца, ако би можеле да зумираме на одреден дел од нејзе, ќе видиме дека всушност нели е изградена од атоми, така? Изградена од атоми. И сега атомите ги представуваме како топчиња, како сфери, тие всушност нели имаат јадро, имаат електрони, всушност се енергетски сфери, немаат груба површина. Но поентата е, атомите никогаш не стојат точно во место. Така, они постојано се движат во сите правци. Така, постојано како вибрираат во сите правци. Сега, што е поголемо вибрирањето, така што имаат поголема кинетичка енергија, значи сите атоми кои се наоѓаат во која било супстанца, чим имаат поголемо вибрирање, односно средна кинетичка енергија, викаме дека имаат поголема температура. Значи, температура е средната кинетичка енергија на градивните единки на дадената супстанца, дали тоа се молекули, дали тоа се иони, дали тоа се само единични атоми. Но поентата е секогаш вибрира. Сега, ако не вибрира, значи невибрирање е всушност 0 келвини. Така, 0 келвини е значи кога нема никакво движење, апсолутно никакво движење. Сега, ова постои само у теорија. Практично не е возможно да се стигне во конечен број на чекори на 0 келвини. Значи не може да има никакво движење. Значи 0 келвини е 0 движење. Така ќе направиме како атомче или некоја молекула, каде што нема никакво движење, не ставам никакви стрелки, значи стои само место. Но тоа е практично невозможно да се постигне. Најблизу што сме дошле е, мислам, 0,0000, не знам колку беше, 5 келвини. Значи тоа е многу близо до 0 келвини, ама теориски никогаш не е возможно да стигне до 0 келвини. Значи тоа е никакво движење. Сега, се што е некакво движење, значи воопшто какво било движење на атомот или молекулата, е всушност позитивна вредност и се тоа е температура. И што е поголемо од движењето, тоа е поголема температурата. Да речеме, ако имавме 10 келвини, тогаш овој атом или молекула, некоја градитивна единка, се движи со некоја си величина, која ќе ставиме како стрелка вака, која дека биде толку голема. Така, ова е прилика 10 келвини. Ако идеме на пример 100 келвини, тогаш го имаме истиот атом или молекула, некоја градитивна единка, која се движи повеќе. Дека ставам како поголеми стрелки, дека поголемо е движењето од таа молекула. И што повеќе и повеќе ги зголемуваш келвините, тоа повеќе и повеќе се движи таа молекула, односно градитивна единка, и сега ќе стигнеме до 273,15 келвини. Што е исто со 0 степени Целзиусови. Така. И при таа температура всушност имаме уште поголемо движење на овие градитивни единки. Сега, дали можеме да имаме негативна температура? Не може, зашто едноставно не може да имаш помалце од 0. Бидејќи 0 е никакво движење. Кога замислите си го како топка, и ако топката стои само на улица или на нешто, не се движи. Секое движење е позитивна вредност. И не можеш да имаш негативна вредност, зашто е како негативно движење, а не може да има негативно движење. Така што постои само или ниска температура или повисока температура во однос на некоја си друга температура. Така, не можеш да кажеш, можеш да кажеш дека 10 келвини е ниска температура, ама ние викаме дека е ниска температура поради тоа што тоа би било многу ладно. Така, таа 10 келвини спрема 9 келвини е висока температура. Добро. Сега, кога го имаме концептот дека температурата е всушност само поголемо или поголемо движење на молекулите или атомите или која било градитивна единка на дадената супстанца, тогаш можеме да сватиме зошто температурата, топлината секогаш иде од тело кој има повисока температура кон тело кој има пониска температура. Значи, ева ќе направиме. Ова тело има некоја повисока температура, имаме друго тело кое има, тоа пониска температура. И топлината секогаш ќе иде од телото кој има повисока кон телото кој има пониска, и тоа ќе го објасниме сега на кратко. Но,
пред тоа да го објасниме зошто топлината секогаш иде од место со повисока температура кон место со пониска температура, да објасни нешто во врска со ентропија кое е поврзано со самата температура. Да речеме дека имаме вода, H2O. Сега, H2O од 0 келвини, ќе приближиме со некоја друга боја, нека биде виолетово. Од 0 келвини се до 273,15 келвини. Нема да земаме обзир фазни премени или некои екстремни случаи кои се случуваат со супстанците, но ќе земеме како општ пример дека од 0 келвини до 273 келвини се наоѓа во една средена состојба, односно молекулите на вода се наредени компактно едни до други и имаат кристална структура, односно градат мраз. Така, ќе направиме уште една линија. Сега, нормално дека на 0 келвини мрдаат помалку, а на 273,15 келвини мрдаат повеќе. Ова исто е 0 степени Целзиусови. Сега, како што всушност ја зголемувавме температурата, го зголемувавме движењето на молекулите, така и растеше ентропијата. И ентропијата ја бележиме со S. Значи, како што се движиме нааму, расте ентропија. S. Сега, кога ќе ги поминеш тие 273, така и сега идеме наредно, идеме од 273, нема да го пишам тоа 15, него да биде само 273, се до 373 келвини, водата се наоѓа во течна агрегатна состојба, каде што, всушност, самите молекули вода повторно се држат, ама не се у кристална структура, него се полабаво поставени. Бидејќи се движат повеќе и енергијата веќе што имаат не може да ги задржи водородните врски толку стабилно како во кристалната структура, така да станува течно. Така, значи истиот број на атоми ги имаме, односно молекули, но сега се некако полабаво поставени и имаме течна конфигурација, каде што имаме уште поголема ентропија, односно несреденост на системот. Ама тоа замислете го во наводници. Значи како што се зголемува, толку уште расте ентропијата. Така. И овие молекули всушност сега се движат уште повеќе него тие кои биле како мраз. Така. Значи само се зголемува и зголемува движењето на молекулите. Сега, од 373 па се до има една крајна величина, колку може всушност. Не знаеме што се случува после таа величина, но ќе речеме до бесконечност, иако не е бесконечност, него е многу голема величина, келвини. Се зголемува ентропијата исто постојано. И молекулите веќе ќе преминат во газ. Така, значи ова ќе биде газ каде што молекулите ќе бидат толку раздалечени од себе и се движат многу повеќе. Така сега се движат многу. Имаат големо движење. И зафаќаат и поголем волумен, така. И сега имаат уште поголема ентропија. И што повеќе топлина додаваме во системот, толку тие молекули се повеќе ќе се придвижуваат. Сега, тоа може да заклучиме дека ентропијата, односно несреденоста на системот, зависи и од температурата. Значи, што повеќе се движат овие молекули, тоа е поголема несреденоста. Сега, некој ќе збориме после за тоа, зашто е лошо се користи терминот несреденост, зашто некој ќе ми рече, добро, јас сметам дека ова е средено. Кај има дефиниција за што е средено, што не е средено. За мене ова е средено, ова горе не е средено, ова е катастрофа. И затоа лошо да се користат термините среденост и несреденост и ќе видиме, ќе сватите зошто. Добро, сега ова го објасниме. Сега да објасниме зошто всушност топлината секогаш се пренесува од место каде што имаме поголема тело кој има поголема температура кон тело кој има помала температура. Вака, сега ќе ги направиме да бидат две различни супстанции, ако не мора да бидат две различни супстанции. Нека бидат тука атоми, некоја си супстанца. Да речеме ова дека е коцка мраз, и овдека имаме кафени атоми, ќе ги направиме и која ова е твојата рака. Така површината на твојата рака. Или нека биде некоја си друга супстанца, може да биде железо, бакар или што и да е. Сега, оваа супстанца овдека, да речеме дека е твојата рака, дека има температура од 37 Целзиусови степени. Тоа значи дека овие молекули
атоми, бидејќи многу хетерогена смесата на раката, се движат со некоја си со некој интензитет. Затоа ќе бележиме како со поголема стрелка. Така, дека има некакво движење. Додека овде мразот, да речеме дека е на 0 степени Целзиусови, исто има некаков движење, бидејќи 0 степени Целзиусови е 273 келвини, ама тоа движење е помало, ќе бележиме со помала стрелка. Сега, да речеме дека овие два ситами сега ги донесеме во допир, така. Сега, нема да се измешаат супстанците како една со друга да реагираат, значи нема кожата да ти влезе внатре во мразот и нема мразот да ти влезе внатре во ткивото, ама енергијата од овие кафени молекули, така, кои се раката, нивното движење, како замислите си како топчиња, така, овие топчиња многу се движат, овие помалку се движат, и кога ќе дојдат во контакт, едноставно делот од движењето ќе се стабилизира на некоја си средна вредност. Така што, од кога ќе дојдат во контакт, овие ќе се движат некоја да си волку и овие ќе се движат некоја да си толку. Така, односно исто ќе се придвижат, се дори не дојде некој си еквилибриум. Да речеме, ако ова не беше твојата рака, ќе дојдоа на некоја си средна вредност, која што ќе беше ова ќе беше 18,5 степени Целзиусови и ова ќе стигнеше некаде до 18,5 степени Целзиусови. Ќе дојдоа до некоја средна вредност. Сега, секогаш топчињата, односно атомите или молекулите кои се движат повеќе, ќе ја пренесат енергијата, значи тоа движењето, како топлина, на тие кои се движат помалку. А не може овие кои се движат помалце, така, да пренесат енергијата, значи ова маличко, да речеме дека малата стрелка е колку се движат, така црвеното. И ова делче да го пренесат овдека, и сега овие кафеавите да се движат повеќе, а сините да се движат помалце. Така што овдека сега температурата ќе биде, не знам, минус 3 степени Целзиусови, а овдека сега ќе биде 40 степени Целзиусови. Значи, не може никогаш од ладното да иде кон топлото. Односно, од место со помала температура да иде кон место со поголема температура. Значи, секогаш тоа кое има повеќе ќе се скрати овдека, ќе се додаде и сега двете ќе имаат исто количество, иста температура. Така ќе дојдат до некоја си средна вредност. Сега, што може да забележите, овде претходно, пред тоа да се случи, имавме поголема ентропија, овде имавме пониска ентропија. И од кога тоа се случи, всушност ентропијата во двете места S1 и S2 ќе дојде до еден еквилибриум. Така, значи вкупната ентропија во системот, во овој случај универзумот, не се променила. Но на ова место се намалила, додека на ова место се зголемила. Иако вкупната промена не остана, немаше вкупна промена. И сега, овој процес каде што се пренесе топлината, од потоплото, телото кој има поголема температура, кон телото кој има пониска температура, е спонтано. Така, ние не трошиме енергија за тоа се случи, но тоа се случува поради самите закони на универзумот. Но, за да го направиме обратното, од место каде што имавме помала температура, кон место каде што имавме поголема температура, го направиме обратното, треба всушност да внесеме енергија. Тоа значи дека со текот на времето, иако има сега и други аспекти на ентропија кои ќе испомнеме, но со текот на времето универзумот ќе умре, буквално ќе не може ништо да се случува и тоа се нарекува термална смрт на универзумот. Баш поради овој принцип кој сега го објаснувавме. Сега како тоа би се случило? Да речеме дека овој тука систем, сега што го направив, ова е целиот универзум. Имаме места каде што имаме поголема тела со поголема температура и имаме места каде што имаме тела со помала температура. И двете имаат некаква си температура, така да речеме дека ова е 270 келвини, ова дека е 370 келвини, така. Но поентата е, топлината секогаш ќе се движи од потоплото кон тоа со помала температура, се дори не дојде до изедначување на двете тела. Сега, истото важи, например, тука имаш уште едно тело, трето некое тело, кој има температура од 200, така, каде што всушност движењето од топлината тоа што би било од ова тело кон тоа. Ама во вкупниот систем, значи во ова белото што го нацртав квадратче, тоа да речеме дека универзумот, со тек на време целата температура во целиот систем
ќе дојде до една вредност. Значи нема да имаме места каде што имаш поголема температура и места каде што имаш помала температура. Ќе се стане една иста температура низ целиот универзум. Баш поради тоа течење на топлината од место каде што имаме поголема температура кон место каде што имаме помала температура. Сега некој ќе рече дека ова не е точно, зошто? Зашто дома имам фрижидер и фрижидерот прави место кое што има поладно, го прави да биде место кое што е потопло го прави да биде поладно. Ја да го видиме тој пример. Имаш дома некој си фрижидер, ќе бележам ако со бела боја, некој биде со бела боја. Имаш фрижидер и сега правично има некоја си температура 37 степени и го пуштиш фрижидерот у струја и температурата се спушти до 4 степени. Така Целзиусови. Сега ќе речеш дека температурата се снижила внатре во фрижидерот, но вкупната температура во универзумот всушност не се променила. Зошто? И плюс ентропијата се зголемила. Сега ќе видиме. За овдека да се снижи температурата, фрижидерот е пуштен во струја. Така, ова е кабелот. Сега, тој кабел, како што поминува струјата из него, всушност зрачи топлина во околината, кабелот, како што поминува струјата из него со цел да го овозможи овој процес. Плюс и кај моторот, што се наоѓа дека кај фрижидерот има мотор, и тој испушта топлина во околната средина. Така. Друго, кабелов иде се до место каде што доаѓа струјата, речеме дека тоа е некоја електрана, каде што има пропелер кој се движи поради паѓање на вода, така, како што паѓа водата. Самото движење на водата ослободува некаква си топлина. Самото движење на пропелерот ослободува некаква си топлина. Така што топлината која ти си ја намалил во фрижидерот, всушност се зголемила во околината. И при тоа се зголемила ентропијата на универзумот. И сега ентропијата на универзумот е поголема него што била претходно. Бидејќи ентропијата не зависи само од температурата, бидејќи некој ќе рече, па нели температурата остана иста, така ентропијата нема да се зголеми. Него ентропијата исто зависи од несреденоста и сега тоа ќе го дискутираме исто така. Сега пред тоа да го дискутираме само уште еден начин, само уште една идеја на кој некој може му текнало како да спречи термалната смрт на универзумот, ќе рече, на пример дека ова место што е 270 степени Келвини, ќе рече ќе го изолирам, ќе ставам некаква изолација околу него, без разлика што е тоа, и така што температурата секогаш ќе остане 270 степени, и така што остатокот од универзумот нека си биде на иста температура, ама ја ќе имам делче од универзумот кое нема да биде таа на иста температура, така нема да се случи термална смрт на универзумот. Сега, проблемот со тоа е што овој ѕид, така, оваа изолација што ќе ја направиш, од што е таа направена? Таа е некаков си материјал. Така, ако е направена некаков си материјал, тоа значи дека топлината од надвор, од некое си тело, ќе влијае врз тој материјал, после тој материјал ќе влијае внатре во тоа што е изолираното. Така што не можеш да се изолираш од термалната смрт на универзумот, односно од добивање на една температура на секаде. Сега некој пак повторно ќе речем, добро, ако тоа не работи и стигне до термална смрт на универзумот, да речеме дека целиот универзум ќе стане една иста температура, така целиот универзум ќе стане на иста температура, ќе рече добро, да и што? И што ако универзумот целиот е 20 степени Целзиусови? Сега лупам бројки, но ќе биде на иста температура. Сега некој рече и што има врска што е целиот универзум 20 степени Целзиусови? Епа, ако целиот универзум, секое место од универзумот, секој атом, секоја молекула е на иста температура, тоа значи дека нема никаков не може да има никакво пренесување на енергија. Бидејќи за да има некакво пренесување на енергија, односно на топлина, мора да има разлика во температурата, односно разлика во енергијата. Ако нема никаква разлика во енергијата помеѓу ниту една и две градбени единки, никаде во универзумот не може да има никаков пренос на енергија и не може ништо да работи. Сега не дека треба да берете гајле за ова, бидејќи пресметано дека термалната смрт на универзумот ќе настане за 10 на 23 години од сега. Така, тоа е огромен број. Има многу време. Значи имаме доволно температура во универзумот, доволно време исто така пред се да се хомогенизира на некој си начин. Сега, друг елемент на ентропија е всушност несреденост. Сега идеме овдека. И несреденоста не е во смисол дали ја мислам дека е среден. Да речеме дека имаме две парчиња од некоја си субстанца, да речеме ова, некоја си субстанца сина и некоја субстанца која е жолта.
Е сега, да речеме дека ова се некои течности кои можеш да ги мешаш едно со друго. Или уште подобро, нека биде синото млеко, нека биде ова кафеавото кафе. Така. Е сега, можеш да ги измешаш, така, можеш да ги измешаш и тоа нема да реагираат едно со друго, нема се направи некоја трета супстанца, него само ќе се измешаат една помеѓу друга атомите од млекото и од кафето. Односно молекулите, веќе тоа се сложени смеси. Но, ајде како тоа ќе го представиме. Ќе земеме сини молекули кои ќе представуваат млекото. Така дека ќе наредиме и ќе земеме кафени молекули кои представуваат кафето. И сега се наоѓаат во некоја си состојба во која викаме дека се средени. Е сега, ако ги измешаме, ќе добиеме нешто вакво. Така, да речеме дека ги мешаме и сега добиваме нешто си во овој стил. Така, значи сега ги измешавме. И сега викаме дека ова е несредено. Ама сега некој ќе дојде и ќе рече зошто ова да е несредено, тоа горното да е средено. Например, ова би можел ти да го наредиш и на следниот начин. Да речеме само плавите ги ставам во една линија, па кафените ги ставам во друга линија, па повторно плави ќе ставам, па повторно ќе ставам кафени. Така, некој ќе рече па и ова е средено. Да, точно, и ова е некој си вид на средено у наводници, но сепак има повисока ентропија него горниот пример. Најчесто кога збориме ние за средено, збориме за еден вид супстанца која е чиста. Така, значи која не е испомешана во даден волумен со друга супстанца. Така да ова е едно чисто парче и ова е едно друго чисто парче. Добро, збориме за течности, но го разбирате концептот. Додека ова како едно парче не е хомогено од една иста смеса, така хетерогено е. Од различен вид на атоми или односно молекули. Е сега, главен начин кој можете да си го замислите во главата зошто универзумот секогаш се стреми кон зголемување на ентропија е поради тоа што постојат скоро бесконечен број начини да биде несредено, а постои само еден начин да е средено. Значи ова е едниот начин да е средено. Така, кафето си е посебно место. Сега нормално кафето самото по себе не е среден систем, ама така замислете си го. Еве, кафеавите топчиња да се на едно место, сините топчиња да се на едно место. А постојат скоро огромен број начини да овие сините и кафеавите ги измешаш да бидат измешани. Така, значи може да бидат така, може да бидат на следниот начин. Така, значи ова е друг начин на кој може да бидат. И вака можем да измислуваме уште многу. Е сега, бидејќи имаме конечен број на кругчиња, така да речеме овдека се не знам колку има, да речеме дека има 30 кругчиња, постојат само одреден број на комбинации на кои може да ги наредиш, а да не бидат средени. Е сега, 30 кругчиња всушност можеш да ги наредиш на 30 факторијал начини, што е некаде ко 2,6 по 10 на 23 начин. Така, и од толку начини на што можеш да наредиш 30 топчиња, само еден од нив е среден. Сите други се несредени. Така што, за секој среден систем, секоја средена супстанца во универзумот, секогаш постојат многу поголем број начини таа да биде несредена. Е сега, нормално дека збориме ние за 30 топчиња и гледате колку можни начини има за да наредиш 30 топчиња, така? Но кога збориме за супстанци, например имаш 1 мол од некоја си супстанца, така? Имаш 1 мол кислород, тоа е 16 грама. Така, тоа е 16 грама. Во тие 16 грама ти имаш 10 на 23, нели по 6,022 Авогодрова константа, број на атоми. Е сега замислете си 10 на 23 факторијал. Колку тоа ќе биде? Ако 30 факторијал беше 2,6 по 10 на 23, замислете си 23 10 на 23 факторија колку ќе биде. Тоа ќе биде огромен број. И тоа само збориме за 16 грама од кислород. Сега замислете си колку материја има во универзумот. Едноставно, како што реков, за секој систем, за секоја материја постои само еден начин да е средена, а постојат практично бесконечен број начини да е несредена. Така што ентропијата во универзумот секогаш се стреми кон несреденост. Сега, постои шанса
ова несреденото, значи измешаното кафе со млеко, да се врати назад во посебно кафе, посебно млеко, така да историш чашата и само да искочи млекото и кафето да остане. Но шансите за тоа се у практичен смисла невозможно мали. Значи ќе помине времето на универзумот пред тоа да се случи. Сега, ти можеш да вложиш енергија за тоа да го направиш. Значи можеш да вложиш ќе направиме енергија која ќе бележиме со црвена боја за да го направиш обратниот процес, ама за да откај ќе добиеш таа енергија за да го направиш обратниот процес. Енергијата што ќе ја добиеш за да го направиш обратниот процес е од некоја си друга хемиска реакција, каде што всушност си земал една супстанца или може од една супстанца да реагирала со некоја друга, ќе направиме виолетова, и тие реагирале една со друга, така што сега тие се измешани. Така, значи сега имаш овие се измешани и одека сега се зголемила ентропијата и при тоа ти си добил енергија и сега ти таа енергија можеш да искористиш за оваа овдека ентропија да ја намалиш. Така, сега оваа овдека ентропија ќе се намали. Но оваа ентропија овдека S2 ќе ја бележам, така со сина боја нека биде. S2 и оваа S1. Ентропијата на S2 ќе биде поголема од ентропијата, не морам да ставам стрелка, ќе биде поголема од ентропијата на S1. Така што вкупната ентропија во универзумот се зголемила. И ова е како примерот со фрижидерот. Ти можеш на одредени места да намалуваш ентропијата, значи од место каде што има повеќе несреденост на војници, да правиш повеќе среденост, ама на други места ќе се зголеми. Така што за еден даден изолиран систем ентропијата секогаш ќе се зголемува, а бидејќи единствен изолиран систем кој го знаеме универзумот, затоа викаме дека ентропијата во универзумот постојано се зголемува при одвивање на спонтанни процеси. И ентропијата обично ја пресметуваме со формулата која е следна: S е еднакво на Болцманова константа по природен лог на W, која е, или може да биде како она символот за Оми, каде што W може да го гледаме како ways, начини на кои може да се прераспределат дадените градбени единки. Сега не ви тоа да толку биде, значи ние нема да правиме пресметки, но ова ентропијата да се пресметува е важна со цел да се определи спонтаноста на некоја си хемиска реакција. Значи дали една хемиска реакција ќе се одвива сама по себе, ако ги донесеш две компоненти една до друга, зависи од тоа колкава би била ентропијата на почеток. Значи ќе бележиме T0, каде што има некоја си ентропија X, така. Значи има некоја си ентропија X, каде што крајната позиција на таа хемиска реакција би била некоја си ситуација T1, каде што ентропијата, каде што сега ќе бележиме Y, е секогаш поголема од X. И што е поголема оваа разлика? Тоа е по зголемена спонтанност, тоа е по спонтан тој хемиски процес. Но за тоа ќе збориме повеќе кога ќе збориме за спонтаност на хемиски реакции, за активациона енергија и слично. И обично кога се одредува ентропијата на даден систем, тоа се прави при одредени стандардни услови и затоа има се определува стандардна ентропија која вака се бележи со тоа клучево како стандардна енталпија. Значи се мери ентропијата на даден систем спрема дадени стандардни услови, 25 степени Целзиус и една атмосфера и така натаму и така натаму. Сега некој уште само како последен пример може да спомне дека се прават системи кои се со висока среденост во природни услови, така. Не интервенира човек со праќање на фрижидери или нешто слично. На пример таков еден пример е дијамантот. Така. Дијамант е сушност, така, ќе направиме. Нека видиме. Ева, имаме еден дијамант, така и сега дијамантот всушност е изграден од јаглерод. Значи дијамантот е изграден од јаглерод, но исто од јаглерод е изграден и врвот на моливот. Така, имаш врвче на моливот и го имаш моливот вака. И ова всушност е исто од јаглерод само изградено. И двете се исто од јаглерод изградено, ама ова е изгледа како дијамант, ова изгледа како графит, односно врвот на моливот. Сега овие се алотропски модификации на јаглерод, ама се е разликата е во тоа како всушност се поставени атомите. Кај дијамантот се многу средени. Тоа е многу средена структура.
Сега некој ќе рече како настала таа средна структура со толку ниска ентропија. Значи во диамантот имаме многу ниска ентропија во тој систем. Така. Едноставно за тоа да се случи, овој графит, така, го земеме, го донесеме овдека некаде на страна, бил изложен, ова е парчето од моливот, под огромен притисок, бидејќи диамантите се прават само длабоко под земја. Значи длабоко под земја, огромен притисок, P, плюс огромна температура, односно количество топлина од околната средина. Значи тука имаме лава, така, има лава која има огромна температура и при огромен притисок и огромна температура се намалува ентропијата, така станува и по структуриран систем, се намалува ентропијата во на јаглеродите кои се наоѓаат во графитот и станува диамант, ама се зголемува ентропијата на околната средина, така на почвата која е овдека околу, каде што се наоѓа лавата, каде што се наоѓа земјата, и понатаму ова кој ќе се направи диамант, тој излегува по пат на вулканска ерупција надвор на површината или пак при движење на тектонските плочи и после ние во рудници можеме да го најдеме. Но повторно вкупната ентропија се зголеми во универзумот. Последно ќе го спомнеме поврзаноста на ентропија со времето. Буквално со стрелката на времето и зашто времето има насока, зашто се движи кон иднината, не се движи кон минатото. Сега е многу по-комплексно, но ќе пробам да го симплифицирам. Сега ќе започнеме прво со ова релативизмот на Ајнштајн, каде што можеме да направиме многу прост експеримент. Ако се наоѓаат двајца луѓе во Вселена, едното е вака поставен, така, другиот е обратно поставен, значи тука му се нозите, тука му се рацете, тука му е главата. Сега, овој првиот човек му вика на вториот дека е застанат однопаку. Така, а мој вториот му вика на првиот дека он е застанат однопаку. Сега, кој е управо? За да знаеме кој е управо, например, ако се планета Земја, имаш почва и стоиш на почвата и знаеш, му викаш, ово е однопаку, ово е стои право. Но кога си у Вселена, кога немаш кон што да се ориентираш, значи, да речеме дека не е тука планета Земја, само удалечено гледаш некои звезди или воопшто не ги гледаш звездите, како ќе знаеш кој е однопаку, кој не е? Па едноставно, у Вселена не постои однопаку и неоднопаку. Ова едноставно можеш да го свртиш за 180 и за овој ќе биде однопаку, а другиот ќе биде правилно. Едноставно не постои правило. Сега, Ајнштајн рекол дека го земеш еден човек, и сега го земеш тој човек и го пратиш да се движи, така да лета низ Вселена. Ако има овдека некоја звезда, така ако има тука некоја звезда, и он дека гледа таа звезда, ќе гледа дека звезда се движи кон лево, тоа значи дека он се движи кон десно, така. Со тоа значи дека он може да свати дека он се движи. Ако се планета Земја, исто ќе те дува ветар. Ќе те дува ветар и ќе осетиш дека се движиш. Така. Но што ако човекот го ставиш у Вселена, се наоѓа во потполно вакуум, значи нема никаков ветер. Исто така нема звезди спрема кои можеш да се ориентираш, нема ни планети, нема ништо, едноставно темно е само. Така. И носиш една сијалица со тебе да можеш да се гледаш. И таа сијалица исто се движи со твојата брзина. Сега, од кај ќе знаеш дали се движиш? Ако немаш спрема што да видиш дека се движиш, не те дува ништо ветер, нема ништо во далечината, од кај ќе знаеш дека се движиш? Да, ти можеш да движиш раката горе-доле, така, и ќе можеш, таа рака ќе се движи во однос на твоето тело. Ама се движи само во однос на твоето тело, дали воопшто се движи како систем човекот? Сега Њутон рекол да, си се движи без разлика дали ги гледаш звездите или не, тој пак се движи. Ама спрема Ајнштајн, всушност не се движиш. Ако нема спрема што да се ориентираш дека се движиш, ти не се движиш. Сега слично е и со времето. Значи времето е всушност еден вид промена. Така, нешто се наоѓа во некој си време T0 и сега со тек на време T1 има различна формација, некоја си супстанца, така. Првично атомите се наоѓаат во вака позиција, после се наоѓаат во вака позиција. Значи има некаква си разлика и спрема тоа одредуваме минато од иднина, бидејќи има некаква си промена. Така, сега, ако го земеш целиот универзум и го ставиш теориски на 0 келвини,
Значи нема никакво движење во целиот универзум никаде. Значи целиот универзум е 0 келвини. Односно ентропијата во целиот универзум е 0. Така, ако ентропијата е еднаква на 0 во целиот универзум, дали поминува време? Сега, ова е многу тешко прашање. Ако ништо никаде не се движи, буквално ни едно атомче се движи, буквално само стојат у место, ни електроните не се движат, ни глуоните, ни кварковите, ништо нема никакво движење, дали поминува време? Сега Њутон исто сметал дека времето е апсолутно, дека времето поминува без разлика дали материјата во универзумот има некакво движење. Но денеска не знаеме, значи има различни физичари тврдат различно дека иако не се движи материјата никаде во универзумот, пак времето поминува. Некои викаат ако материјата никаде во универзумот не се движи, тогаш ни времето не поминува. Така што ентропијата од тоа може да заклучи дека е многу важна за да се одреди стрелката на времето, така се вика, the arrow of time. Нема да ви го многу тоа, значи веќе доста искомплицирав, не знам ни колку ме свативте, бидејќи ова е прилично голема тема и многу има да се збори, има многу погрешни сваќања, но сепак се надам дека имате некоја општа слика, бидејќи ќе ни биде потребна за да го објасниме вториот принцип и третиот принцип на термодинамика, што на некој начин веќе ги објасни во видео, но ќе ги видиме во наредното видео како сумација, што е вториот принцип на термодинамика и што е третиот принцип на термодинамика. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научив се нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.